Благодарам. Почитувана македонска јавност, пред нас е предлог законот за дополнување на Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа и се разбира, не треба воопшто никој да се посомнева и овој предлог на закон е поднесен по скратена постапка. Измените на Законот за локална самоуправа не представуваат ништо друго, туку продолжување на вазалните политики на владата спрема општините. Имено, измените на овој закон само ја намалуваат моќта на општините и им даваат зелено светло на истите да продолжат да се задолжуваат на сметка на граѓанските пари. Овие измени, гледајќи од позитивната страна, ќе им помогнат на локалните самоуправи со повеќе од законски предвидените 4,5% од ДДВ-то за 2020 година, а сето тоа поради нискиот износ на приходи од горе наведената година, поради пандемијата и намалениот економски раст. Меѓутоа, со оваа мерка се откриваат недостатоците кои власта ги има изминатата и оваа година по однос на економските политики од една страна и неспроведените аветени политики за унапредување на општините и равномерниот регионален развој од друга страна. Најпрво, во однос на економските политики, сите сме свесни за економскиот колапс кој почна да и се случува на државата. А сето тоа благодарение на неспособноста на власта да креира стратешки, а не еднократни мерки со кои ќе им се помогне на компаниите да се одржат во оваа криза. Затоа и ставот на премиерот беше јасен, дека малите компании ќе пропаѓаат, додека големите или поточно оние кои наликуваат на заебите корпорации ќе растат и ќе ја зацврстуваат својата моќ. Сепак многу поважно е која е целта на овој закон со оглед на тоа што се ветуваа многу посериозни работи преку кои требаше да се обезбеди. Прво, засилување на капацитетите на општините и зголемување на транспарентноста и отчетноста во нивното работење. Второ, зголемување на годишните средства за рамномерен регионален развој од околу 80 милиони евра со цел да се стимулира локалниот економски развој. Трето, подобрување на услугите и зголемен квалитет на живење на целата територија на Република Македонија. Четврто, јакнење на улогата на Министерството за локална самоуправа во делот на рамномерниот регионален развој. И петто, пренесување на нови надлежности кои локалната самоуправа може поуспешно да ги извршува од централната власт. Ова беа извадоци од програмите за живот и можеме на СДСМ. Ако СДСМ како опозиција го критикуваше ВМРО-ДПМН како власт за сериозното загрозување на автономијата во функционирањето на општините и дека тогашната власт кон локалните власти негувала висок степен на недоверба и апсолутистичка желба за контролирање на сите процеси во државата, па и на оние на локално ниво, сега СДСМ, наместо да овозможи локалната власт да се грижи за подобрување на квалитетот на животот на своите граѓани, таа ги направи апсолутно зависни од централната власт. Очигледно дека на тамошната децентрализација повеќе не е реформски приоритет. Таа е запоставена и е во сериозен застој. Македонија се уште е една од фискално најцентрализираните држави во Европа. Најголем дел од општините немаат доволно финансиски средства за успешно да ги извршуваат законските надлежности и да обезбедат квалитетни услуги за граѓаните. Разликите во развиеноста, наместо да се намалуваат, дополнително се продлабочуваат. И покрај законската обврска и дадените ветувања дека буџетот ќе стигне до 80 милиони евра за рамномерниот регионален развој, владата се уште издвојува незначителни средства за рамномерен регионален развој. Ветувањата дека на општините ќе им се пренесат нови надлежности и многу повеќе финансиски средства за успешно извршување на доверените надлежности и за обезбедување поквалитетни услуги за граѓаните се далеку од остварени. Досега видовме само покривање на дупки во општинските буџети поради неконтролираното трошење на мнозинството градоначалници, додека средства за развојни политики не видовме. Наместо владата сега да донесеше закон со кој ќе се ограничеше трошењето од страна на локалните самоуправи, а со тоа ќе се спречеше понатамошна злоупотреба на народните пари,
Владата денес ни предлага закон со кој во очи на локални избори општините ќе имаат дополнително средства за трошење, манипулација и најлошото од се, подкуп на гласачи. Во однос на подобрување на организацијата на локалната самоуправа и јакнење на капацитетите на општините, за да се зголеми ефикасноста во нивната работа, не видовме ништо друго освен огромни буџетски ставки издвоени за нови привремени вработувања. Во овој контекст, кога веќе зборувам за локална самоуправа и за измени на постоечкиот закон, ми се наметнува прашањето: докаде е власта со пренесување на надлежностите на општините и тоа дел од управните функции на МВР како матична евиденција, сообраќајни и возачки дозволи, дел од надлежностите на полицијата како јавен ред и мир и регулирање на сообраќајот на локалните патишта и улици, итна медицинска помош, социјална заштита, центри за вработување, децентрализирање на установите од областа на културата, со исклучок на оние што се од национално значење, управување со земјоделското земјиште, шумите, пасиштата и друго. Ова беа ветувања за кои за жал и после 4 години од владењето на СДСМ нема ниту некаква најава дека истите ќе се исполнат. Исто така, многу важно е што малите и сиромашни општини станаа уште позависни од централната власт, иако уште од 2016 година чекаме објективен, правичен, транспарентен и одржлив систем за финансиско воедначување на општините во тесна соработка со ЗЕЛС. Да резимирам, измените на Законот за локална самоуправа нема да помогнат на општините. Ќе им го дадат тоа што го заслужуваат, да, но нема да добијат ниту трошка од огромните ветувања кои СДСМ ги имаше и во програмата за живот и во програмата Можеме. Ова е исто како да имаме една стара зграда и наместо да и се промени инсталацијата, да и се стави нова плоча, енергетски ефикасна фасада, да се реконструира кровот кој претекува, владата си зела една обична кантичка со фасадна боја и вели дека врши комплетна реконструкција. Но најтрагично е што ова владата го прави со се останато со што се зафаќа. Нема конкретни мерки, политики или предлози. Има само закони за кои гласачката машина на владеачкото мнозинство крева рака без да размислува за лошата состојба на граѓаните и на општините во Република Македонија. Во време на пандемија и невидено неснаоѓање на властите со истата, во време кога луѓе ни умираат, фирми се затвораат, економијата ни колабира, во исто во ова време владата го донесе најголемиот буџет досега од 4,25 милиарди евра, а настрана не задолжи со 90 милиони евра за здравство, кое нема абер за справување со ковид пандемијата, 500 милиони евра со можност да стасаат и до 1 милиарда евра за нов клинички центар, 21,5 милиони евра за основно образование, 46 милиони евра за модернизација на земјоделие, 25 милиони евра за енергетска ефикасност, 70 милиони евра со можност да станат многу повеќе за брз автобуски превоз и така натаму. На сите страни долгови, а никаде резултати. Ете тоа е проектот на оваа влада, да го испокраде и испозадолжи народот и да си замине. Затоа, мојата дефиниција за овој закон е дека имаме уште еден законски врамен проект на владата за предизборен подкуп и манипулација и ништо друго освен ова. Ви благодарам. Ви благодарам јас. Панчо Минов, реплика, повелете.